Мртов петок или ден пред Духовден е еден од најголемите 12 христијански празници. Се нарекува уште и Педесетница и е еден од најрадосните и насветли празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански пророштва. Педесетницата се нарекува уште и крај на празниците, ден преку кој се довршува историјата на спасението, остварено преку Исус Христос, токму поради тоа што православното учење како една служба на Месијата го назначува токму крштевањето преку Светиот Дух, односно негово излегување врз човештвото. Иако Духот делува и пред и по Педесетницата, на овој ден тој се покажува во својот ипостас и се со цел самата историја на спасението да се направи совршена. Новој ден започнува економијата на Светиот Дух, тој и оној кој го собира Божиот народ во телото Христово, односно црквата. Денеска граѓаните ги посетуваат вечните почивалишта на своите најблиски и ги изведуваат адетите и обичаите оставени во наследство од предците. Зошто се прави денеска мртов петок за сите мртви, за тоа кој е сожален и кој не е? За тоа е, мајче. Денеска се спева. А овие лисија? Овие лисијето за Довден, утре нема додам, недела ќе одам. Замијење гробовите таму се. Не знам, така станало. Имам слушнато дека се криеле мртвите под лисијата на оре во тој ден, така. Ото ги затворале на Дуовден, од Великден пуштени, на Дуовден се затворале и се криеле под лисијата. Така имам слушнато, ма не знам точно. Се спева за мртвите. Така, а гробовите се чистат? Се чистат, да. Знам дека се дава за душа, да му се дај за умрените, да ги спомниш умрените, тоа е најважно. Друго не знам. А иначе во недела ми се чини дека не би требало да се иди, само треба во петок и сабота. Други обичаи врзани за денешниот ден зависат од регионот. Имено, едно од нив е дека домакинките во петок пред зори месат мали, благи лепчиња кои пред да се раздени се носат на соседите и на пријателите. Тие треба да се изедат нагладно за да им се најде на тие што не се живи. Лепчињата треба да бидат меки, благи и топли како душата. Потоа попладне се посетуваат гробовите на починатите членови од семејството каде што се носат постни раздавки. Во сабота наутро, освен продуктите за раздавање кои се делат за да му се најде на покојникот, се носи и пченица и вино. В недела пак по полноќ на гробиштата се носат млади гранки од ореово дрво со кое се поминува целото гробно место. Порано се носеа бардачиња и каленици од глина кои се полнеа со јагоди и цреши. Сега тие се заменети со стаклени или керамички садови кои можат да држат вода, а се даваат на најдобриот пријател на покојникот. Важно е еден од продуктите што се даваат за душа на покојникот да биде домашен, односно да е замесено лепче или пита или нешто што многу го предпочитал покојникот. Обичаите и верувањата на битолчани за време на духовденските празнувања се раздавање храна за душа на покојните, бдење над гробовите до пред изгреј сонце и коленичење за време на црковната служба, зашто веруваат дека духовите на покојните одат на причесна. Постарите битолчани раскажуваат дека подготовките за празникот почнуваат уште пред Спасовден, кога се купуваат дарови за душа на покојните. Кај луѓето од овој крај одамнина останало верување меѓу народот дека на Спасовден излегуваат духовите, па затоа претходно се купуваат чаши, мајци, крпи, шолји. Во петокот пред Духовден се опеваат покојните, а другиот ден во саботата на задушница се раздаваат даровите. На гробишта се носат храна, лепче, маслинки, сирење, кашкавал, јагоди и цреши и купените предмети кои се раздаваат на блиски. В недела на Духовден, пред да изгрее сонцето, уште во темнината ги мијат гробовите на покојните со гранки од маслинки и ореви. На тој начин символично се мијат починатите роднини. В недела се служи во црквата голема литургија, подот во храмот е послан со лисја од ореви и маслинки.